Верувам дека на сите ви годеше оваа прекрасна безвремена песна од Пепи Бавтировски, песна која што можеби ви заглави по некоја кнедла во грлото и некоја тажна емоција, но како и да е човечки е и таа емоција понекогаш да ја почувствуваме, особено на вакви денови како што е денешниот петок. Наред се темите за кои што редовно ние отвараме дискусија и редовно говориме за нешто што е многу важно, а поважно од здравието нема. По тој повод денеска наша гостинка е доктор Надица Божиновска, ендокринолог од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добре ве најдови, благодарам за поканата. Драго ми е што денеска имаме можност после подолго време да проговориме за дијабетесот и знам дека ќе има многу гледачи кои што при крајот на нашиот разговор би сакале да се вклучат и да постават некое конкретно прашање. Ајде за почеток да започнеме што всушност представува дијабетес. Дијабетес мелитус е едно од најчестите хронични заболувања на нашето модерно општество, а во суштина накратко представува нарушена способност на организмот да се справи со вредностите на шеќерот во крвта или она што ние го викаме нарушена гликорегулација. Тоа е велам една куса дефиниција, меѓутоа во суштина станува збор за навистина комплексна состојба за која медицината се уште ги открива загадките и представува многу покомплексно нарушување на целиот метаболизам, меѓутоа во основа е нарушување на таа гликорегулација која што е добро позната, мислам, и меѓу народот наш тука. Така, претпоставувам дека континуирано, секојдневно и од година во година се повеќе истражувања се вршат на оваа тема за причините, но ајде да ги посочиме конкретните причини. Кои се, зошто настанува дијабетесот? Причините се навистина многу наброј, а пред се зависи од тоа за кој тип на дијабетес станува збор. Во суштина постојат многу видови на дијабетес, меѓутоа оние кои што се најпознати и кои што се најзастапени се три. Тоа се тип 1 дијабетес мелитус, тип 2 и дијабетес мелитус во бременност или гестатиски дијабетес. И покрај тоа што носат исто име и покрај тоа што се работи за нарушување на таа гликорегулација, во суштина се многу различни болести. Тип 1 дијабетес мелитус е состојба која што порано се сметаше за дијабетес мелитус во детска возраст, меѓутоа во денешно време знаеме дека тоа може да се случи на 30, на 40 години. Во сушност станува збор за автоимун процес во кој што самото тело го напаѓа панкреасот и настанува акутен дефицит на инсулин во телото. Кај овие пациенти единствена опција е инсулинската терапија. Симптомите тука се симптомите и причините се тесно поврзани, меѓутоа причините се наоѓаат во самата генетика на индивидуата и најчесто таа генетика е тригирана од некоја лесна инфекција. Затоа што настанува акутно нагол дефицит на инсулин во телото, симптомите најчесто се драматични, се работи за огромна загуба на килажа, се работи за страшна дехидрираност, а некојаш доаѓа и до губење на свеста. Тоа е кај тип 1 дијабетес, кој што статистички е значително помалку застапен во Република Македонија и во светот, меѓутоа ние спаѓаме во таа така наречена ладна точка за тип 1 дијабетес, иако морам да напоменам со короната навистина имаме еден тренд на зголемување на бројот и новија пациенти. Тип 2 дијабетес е оној кој што е застапен над 90% во светот, кај нас над 95%, и тоа е една своевидна пандемија, приказна за себе, која што со секоја година ни дава некој податок повеќе. Причините се тука веќе комбинирани. Значи тука станува за причини на кои што може да се влијае и причини на кои што едноставно не можеме да влијаеме, а тоа е повторно генетиката. Оној дел генетиката на кој што не можеме да влијаеме најчесто се наследува вертикално од татко, мајка на дете и е нешто што треба да го знаат сите кои што имаат некои блиски членови со дијабетес во семејството, со тип 2 дијабетес, дека треба да се внимава, односно да подразберат дека тие се под ризик да некогаш развијат. Тие се ние причини на кои што за жал не можеме се уште да влијаеме, медицината не напреднала толку, меѓутоа постојат модифицирачки причини за појава на тип 2 дијабетес, а тоа се оние на кои што навистина можеме да влијаеме, меѓутоа ретко кој ги практикува. Тоа се пред се здравиот начин на живот. Тука не подразбирам некои драконски драматични диети со рестрикција на калориски внес. Тука подразбирам оптимизирани оброци. Оптимизиран оброк подразбира во него да има и јаглехидрати, и масти и протеини. Подразбирам редовни оброци, значи појадок, ручак, вечера, кои што нема да бидат оптоварени со премногу калории, нити со премногу јаглехидрати, нити со премногу масти, нити со премногу протеини. Иако во денешно време се многу познати и протеинските диети, и она што е секако неопходно за здрав живот, тоа е редовната физичка активност. Така.
Ве слушав доста внимателно и можеби ми опфативте многу прашања и многу одговори ми дадовте за прашања кои што јас сакав да ве прашам, но знам од многу контакти и разговори со блиски луѓе кои што се соочуваат со дијабетесот, за нив е навистина огромен стрес, притисок, нелагодност и од една страна како да е крај на квалитетот на живот со инсулин. Како да се престанува да биде убаво за некои од тие луѓе, додека има една добра бројка на такви пациенти кои што навистина ја прифаќаат ситуацијата онаква каква што е и едноставно не страдаат многу поради тоа што се условени од моментот, часот кога треба да го земат оброкот со боцкањето, да го синхронизираат. Колку им давате психолошка поддршка на ваквите пациенти? Точно во Македонија постои голема стигма кон инсулинот. Тоа е нешто против кое се уште не можеме да се избориме и мислам дека треба да го сватиме сега за сега како пораз на нашата фела. Животот кај тие што се на инсулинска терапија навистина се менува типот потребна е строга дисциплина. Значи потребно е придржување кон терапијата, оптимизирање на тие оброци. Меѓутоа, нели мораме да гледаме на добрата страна. Нештата е тоа дека постои лек. Има многу состојби за кои што медицината се уште не нашла решение, така да од тој аспект мислам дека треба да биде мотивирачки. Пак ќе кажам, за оние пациенти со тип 1 дијабетес, навистина нема опција, инсулинот е единствената опција, затоа што кај нив едноставно панкреасот повеќе не произведува инсулин и тие се најчесто деца кои што мораат редовно да го земаат инсулинот. Сега, ако може детенце од 2 години постојано да зема инсулин пред секој оброк, кој е оправданието на некој 50 годишен човек кој што едноставно од некоја стигма го одбива. Меѓутоа, она што јас сметам дека е најпоразително е тоа што има навистина голем број на пациенти со тип 2 дијабетес кои што избегнуваат да дојдат на преглед затоа што се плашат од инсулин. Да, верувам. Знаете како, првата работа што треба да ја сватат дека во моментот сите терапии за тип 2 дијабетес се стремат кон неинсулинска терапија. Инсулинската терапија нас не е нешто што последно го користиме ако мораме и ова е еден апел до сите пациенти кои што се борат, колку и да мислат дека се малце нарушени гликемиите или многу, да дојдат, да се договориме заедно што би било најдобро за нив во иднина, со цел да ги спречиме потенцијалните компликации кои што нели се трудиме да ги минимизираме или анулираме кај пациентите. Так, од пред малку кога говоревте за тоа дека и наследниот фактор тука игра значајна улога и дека доколку еден од родителите, мајка, татко или некој во најтесното семејство се соочувал со дијабет, дека многу е веројатно дека и децата ќе ја наследат таа болест или состојба, но па исто така ве слушав со внимание дека со здрав животен стил и со добри животни навики ние можеме и да направиме промена во таа генетска приказка и да го избегнеме. Колку од пациентите навреме превземаат нешта со кои што навистина влегуваат во онаа група на пациенти кои ја менуваат генетската карта? Знаете како, тие лица ја наследуваат предиспозицијата да развијат дијабетес. Меѓутоа, она што кажавте, дефинитивно може многу да влијаат и во последно време има една група на млади луѓе од 30 до 45 години, кои што мислам дека доста сериозно ја сваќаат таа тематика, особено пошто имаат лоши лични искуства со нивните родители, кои што не се придржуваат до терапијата, не оделя на прегледи и доаѓаат особено после оваа цела пандемија со лесно покачени гликемиски вредности. Со нив најчесто во договор спроведуваме оние кои што ги викаме нефармаколошки мерки, тука подразбираме таа редовна физичка активност и внимание во исхрана. Морам да кажам дека имаме стварно голем ефект кај оние кои што се придржуваат. Меѓутоа, треба придржување во текот на целиот живот, нели? Не само месец или два, со кои што ќе изгубиме 20 кила и после во наредните 3 месеци ќе вратиме 40. Да. Мене веќе ви стигна порака на мојот телефон дека многу од гледачите би сакале да ги вклучиме и да си постават некое прашање до крајот на денешното дружење, но додека го добиеме ние првиот гледач, јас имам веќе прашање од една наша редовна гледачка и многу ја поздравувам, која прашува како да го препознаеме скриениот шеќер и кои се симптомите кои не смееме да ги занемариме. За тип 1 дијабетес мислам дека полека го тргаме на страна, затоа што сфативме дека е нешто против кое не можеме. Тип 2 дијабетес е, мислам дека се согласуваме дека е една подмолна состојба, затоа што симптомите се јавуваат кај 40 до 50% од луѓето. Една цела друга голема група не доживува никакви симптоми. Најчестите се сува уста, значи потреба за постојано внесување на вода и така пациентите влегуваат во еден круг во кој што им се суши устата, пијат многу вода и зачесено уринираат. Тоа е најчестиот симптом, кај полесните нарушувања на гликемијата, кај оние кои што веќе имаат подмината фаза, настанува и до губиток на килажа,
до некој хроничен замор, поспаност, губиток на концентрација. Меѓутоа, ќе нагласам дека овие симптоми почнуваат толку споро да нашето тело почнува полека да се адаптира. И луѓето навистина не се криви кога ќе кажат дека немале никакви симптоми. А в самиот момент скриен шеќер е доста популарен меѓу народот, иако во медицината не постои како таков. По тоа се подразбира нарушување на гликемиските вредности, на вредностите на шеќерот во крвта после оброк. Тоа значи оние редовни систематски прегледи кои ги правиме нема да ги фатат тие нарушувања, меѓутоа ако се направи оној тест кој што нас не е стандард за дијагноза на тип 2, не, тест за дијагноза на тип 2 дијабетес, тоа е орален глукоза толеранс тест. Сигурно 3-4 часа трае тој тест. Со пиење шеќер, да, не е баш пријатен. Меѓутоа тој дефинитивно ни кажува прво какви ни се шеќерите на гладно и потоа со максимално оптеретување дали телото може да се справи. Народот, пошто не се фаќа на тие систематски прегледи на обични крвни слики, го вика скриен шеќер. Да. Она што можеме да направиме за скриениот шеќер е да ги селектираме тие индивидуи кои што се под ризик. Дали се тоа индивидуи кои што имаат некој во фамилијата, дали се тоа обезни индивидуи, дали се тоа индивидуи со некои други хронични болести, значи треба наша работа е таа, од почнувајќи од матичните лекари до секундарното, терцијарното здравство, да се направи таа селекција со цел на време да се препознаат тие пациенти. Но не секој обезен човек или обезна личност може да има дијабет, дефинитивно, бидејќи не е поврзано со тежината, со прекумерната тежина, туку е поврзано со многу други фактори за кои и вие говорите. Предпоставувам дека можеби веќе имаме некој гледач на нашата телефонска линија. Ало. Добро утро, добар ден, повелете. Добро утро, добар ден. Јас сум диабетичар со 3 пати боткање, големи количини на инсулин. Мене ме интересира, тип 2 имам. Мене ме интересира дали може да прејде тип 2 во тип 1 диабет. Пошто јас слабеам, 70 години имам, а имам немам ни 60 кила. И тука нешто сумњам дека ми е од 90 година сум диабетичар, така да ги разбирам и ги знам сите работи во врска со диабетесот. Само ова не ми е јасно. Дали може тип 2 да се претвори во тип 1 диабетес? Фала ви унапред. Ви благодариме. Посакуваме добро и стабилно здравје. Дали може од тип 2 да се премине во тип 1? Во теорија медицински кога збориме за процесите не, меѓутоа терапијата после долготраен тип 2 диабетес може многу да наликува на таа на тип 1, затоа што за разлика од кај тип 1 кај што имаме нагол губиток на инсулинските резерви, тип 2 диабетес е една комплексна состојба во која што после долги години панкреасот се исцрпува и едноставно ги снемува тие инсулински резерви или тие што ги има не се доволно. И од тука доаѓа потребата за инсулинска терапија. Ова е најчесто кај пациентите кои што порано биле на други видови орална терапија, затоа што тие орални терапии порано во принцип го исцрпувале панкреасот, го исцедувале до крај колку што има инсулин и луѓето после просечно 5 до максимум 10 години пременувале на инсулин. Во денешно време имаме нови терапии кои што се стремат кон зачупување на инсулинските резерви. Така. Навистина, животот со диабетес е голем предизвик за многу од нашите сограѓани, за многу луѓе ширум светот и она што го кажавте дека во Македонија дури 95% од луѓето се соочуваат со диабетес тип 2 е една бројка која многу треба да не загрижи, но да го чуеме ние следниот гледач. Добро утро, добар ден. Добро утро и добар ден, почитувана Сузе. Голем поздрав до докторката, до вашата гостенка. Благодариме. Многу убава тема. Јас имам диабетес 2, меѓутоа сум 71 годишен човек и тоа и го очекував и да го имам еден ден. Не мислам дека оние кои се испод 70 години дека ја немаат оваа болест. Во секој случај, доктор, ке ве волам да ми кажете за колку знаете, затоа што сум прочитал во некои американски журнали дека шеќерната болест не е дека луѓето јадат многу шеќерни производи, кекси, торти, чоколади и така натаму, дека се земам како еден главен фактор и стресот кај луѓето. Дали е тоа точно? Затоа што многу навистина ние живееме во Република Македонија, сите сме по стрес поради било какви причини.
Благодарам, ако сакате да ми објасните. Така, ви благодариме и вам многу за јавувањето. Да, значи одлично прашање. Стресот е исто од оние причини или фактори кои што се надворешни, кои што во теорија можеме да ги контролираме, меѓутоа и тоа како влијае на експресија на дијабетесот на тип 2 дијабетес. Меѓутоа пак мора да постои една генетска компонента која што ја спомнав претходно, затоа што стресот кај некои луѓе предизвикува тип 2 дијабетес, меѓутоа кај некои предизвикува инфаркт, нели? Зависи од тоа кој што носи во себе и точно е дека како реакција на стресот може да се појави дијабетесот. Меѓутоа, дебелината што ја спомнавме и претходно, точно е дека не сите луѓе кои што се обезни имаат дијабетес, меѓутоа во голема мера влијае на зголемување на тој ризик за појава на дијабетесот, затоа што кај обезните луѓе постои состојба на хиперинсулинемија. Хиперинсулинемија подразбира зголемено лачење на инсулин, повеќе од она што го предвидело телото. Тоа зголемено лачење на инсулин прогресивно во текот на годините може повторно да доведе до она што го спомнавме, тоа е исцрпување на инсулинските резерви. Меѓутоа, господинот има право, дефинитивно стресот влијае, дефинитивно живееме во стресна земја. Нели, нашиот совет секогаш е колку може да се анулира стресот, меѓутоа Малку тешко оди. Да. Малку тешко оди, особено со вакви информации на покачување на цени, на зголемување на електричната енергија и се останато, луѓето се навистина во континуиран стрес кој што тешко може некако да се преработи во нешто добро и корисно, иако секој од нас поединечно индивидуално се трудиме. Дали имаме следен гледач, режија? Немаме во овој момент, но доколку имаме ќе го вклучиме. Јас сакам да ве прашам, кажавте дека стресот кај некого може да предизвика инфаркт, кај некого дијабет, но што дијабетот може дополнително да предизвика и какви се други здравствени нарушувања може дијабетот да ни направи? Тоа е едно цело мноштво на состојби, за кои што мислам дека не би имале време денеска да го објасниме, меѓутоа пластично да објаснам. Шеќерот се наоѓа во крвта. Крвните садови патуваат насекаде. Тоа замислете си го како една мрежа на црева кои што наводнуваат почва. Тие црева во различна големина се предвидени да пренесуваат вода. Ако водата се замати, ако е загадена, почвата не ја добива потребната нутриција која што е потребна, исто и со нашата крв и со нашето тело. Доколку шеќерот е покачен, че тие крвни садови не се предвидени за такви гликемиски вредности, што значи дека крвните садови полека ќе почнат да се нарушуваат. Самата пермеабилност, самиот квалитет на крвните садови повеќе нема да биде ист, со тоа нема да биде иста и хранливоста која што се пренесува до најбитните органи. Вообичаено први страдаат малите крвни садови, тоа се оние микроваскуларни компликации од дијабетес. Најчесто првата компликација се јавува кај очите, затоа што крвните садови кои што ја хранат ретината, односно мрежницата, се најмалечки. И затоа ние препорачуваме еднаш годишно да се прави преглед на очно дно. Тоа е еден стандарден преглед кој што морам да кажам дека пациентите гледаат колку можат да го избегнат, меѓутоа тоа е нивна штета. Следна од тие микроваскуларни компликации е бубрежната, че страда бубрегот, и третата е нарушување на исхраната на нервите или дијабетична невропатија. Има, како што рековте, простор да говориме ние многу долго, зашто денеска немаме време, но некој следен пат сигурно ќе говориме, да му дадеме предност на гледачот кој не чека на отворената линија. Добро утро, добар ден. Добро утро, Сузе, добар ден. Поздрав до тебе, ви донесла така прекрасна докторка. Поздрав за докторката. Прекрасно објаснува, полека, смирено, супер. Јас сум болна од Паркинсова болест. Шекерот ми се движи од 8 до 10,5, што значи јас сум цицераш. Пијам приколаш 2 пати дневно. Јас се испробувам самата. Кога треба сестра ми доведе од Црвен крст да мери шеќер, ќе се најадам добро сладко, ќе се јадам благи работи, шекерот ми нормален, отвита. А кога се не јадам неколку дена, знаеш да ме биде 10. Што значи, многу сум емотивна, шекерот го добив смртта на сепругот на Расел, од тоа се беше 13-ка, и секогаш го следувам, секогаш не, така да се борам со него, али не многу. Не парите многу, затоа што не е многу. Не е опасна болест, али не е многу опасна, како други болести, што се не ти Боже, да не ги споменувам. Така да би сакала да ми кажете дали
влијае тоа што јас го кажам како постапувам, примерени на шекерот, секогаш сакам да видам дали да би покажа висока единица кога јадам, обично јадам црно шоколадо, организмот ми на период многу тражи сладко да јадам, затоа што секој сум јала сладко. Во фамилијата сум имала диабетичари и брат, и сестка, така да може и тоа да е наследно. Па би сакала да ми објасните како да се понашам, дали во ритм или не. Благодарам за... Благодариме. Добро и стабилно здравје ви посакувам. Докторка? А она што прво морам да го препорачам, нели добро што си води евиденција дома, меѓутоа дефинитивно треба да се направи евалуација од страна на ендокринолог, диабетолог, пред се за да се види какви се вредностите на оној тромесечниот шекер, кој што ни дава некој увид во тоа нели што се случува во телото, затоа што шекерот во текот на денот се менува повеќе од 200-300 пати. Со тоа што ние ќе измериме 2-3-4 пати, добиваме само еден мал приказ на она што всушност се случува во телото. Во моментот. Да. Че тоа е прво што би препорачала, меѓутоа тие од 8 до 10 не се страшни вредности во зависност од тоа дали ги мери нели наутро, или не исто ако мери 10 наутро или 10 после оброк. Глукофаж, метформин е терапија која што е златен стандард, тоа е лек кој што се користи многу долго во медицинската пракса, за кој што од кој што нема никакви негативни ефекти. Она што мислам дека пациентката и сама си кој даде одговорот, тоа е дека ние кај пациентите со тип 2 диабетес никогаш не препорачуваме гладување, затоа што кога ние гладуваме, мозокот бара шекер, мозокот се храни исклучиво од шекер. Ако ние не внесуваме од надвор, нашето тело, конкретно црниот дроб, произведува шекер сам. Кај тип 2 диабетес постои навистина потешкотија телото да ги исконтролира тие вредности на шекерот кои што се создадени од црниот дроб. Додека, како што се каже, ако се внесува редовни оброци, па дури нели умерено повремено благо, незиниот организам, конкретно панкреасот, имаат потенцијал да ги во голема мера покријат тие шекери. Меѓутоа ќе нагласам, пошто се работи за гранични вредности, не е лошо да се јави доколку сака ваџи бадем сисина, да ги направиме тие анализи, да направиме евалуација на бубрезите со цел да видиме како е вистински регулиран диабетесот. Одлично. Благодарам на одговорот. Имаме простор само за уште еден гледач ова утро. Дали го имаме на линија? Немаме. Значи тука некаде ние ќе го заокружиме разговорот и ќе им дадеме некоја завршна насока или совет на сите луѓе кои што сака, можеби ја не можеа да се вклучат ова утро. Знам дека ги има многу загрижени диабетичари на овие простори, особено луѓе во третото доба кои што се справуваат, а да живееш со диабет, тоа значи дека до крајот на животот мораш да се прилагодиш на еден поинаков начин на животот колку претходно. Кои се трите најдобри совети кои што ова утро би им ги дале на сите оние луѓе кои што можеби се помалку уплашени или кои можеби помалку се повлечени од социјалниот живот и од се останато токму поради фактот што се диабетичари? Првото што можам да го кажам што е многу важно се редовните прегледи, пошто нашите редовни прегледи подразбираат превентива односно спречување на несаканите компликации. Второто е здрав начин на живот, со редовна физичка активност, со здрава исхрана, и третото е да фрлите на стигма, да заборавите на затворање по дома. Диабетесот е многу далеко од смртна казна, многу луѓе живеат квалитетно, има професионални спортисти, значи животот може да биде убав, меѓутоа не се крите, превземете ги оние чекори кои што се потребни за да го зачувате вашето здравје. Така, доктор Божиновска, многу ви благодарам што ова утро им помогнавме на многу луѓе, им бевме поддршка и им бевме подсетник меѓу останатото дека треба да се прават редовни прегледи. Еве знаете дека доктор Божиновска вие во Аџи Бадем Систина и можете да ја побарате и да закажете преглед, консултација токму кај неа или кај некој друг доктор во кого вие имате доверба, но сепак најважното на крајот на денот е да внимаваме на нашето здравје и да го контролираме нашиот шекер. Секој добро ви посакувам убав празничен викенд. Кажавме дека денеска е задушница, ден во кој што целото наше внимание и молитви ги упатуваме на покојните, на сите наши драги и сакани кои се од другата страна и кои не се со нас, но да се надеваме дека низ нашите молитви ќе направиме добро и за себе, и пред Бога, и за сите оние наши поколенија кои што се тука околу нас, а им сме многу и текако потребни. Наред се вестите во 9 часот и 30 минути, а ние се гледаме, односно вие се гледате со колешката во недела и со останатите нас се разбира од понеделник секој ден во 6:25. Довидување.